Македонско радио, Радио 2. Да се свртиме повторно кон нашите СМС пораки. Еве уште едно прашање, дали едно, дали е две, само да го прочитам па ќе видиме колку време е едно ќе да е, колку време во просек е работниот век на сателитите. Па во зависност, видите, постојат не неколку, односно две врсти на сателити постојат. Значи, ние активни и пасивни сателити што се наоѓаат околу земјата, значи. Сега во моментот бројот на сателитите некаде преку од 3 до 5000 парчиња. Значи, се она што кружи околу земјата, а што е изработено од човекот е вештачки сателит. Значи, земјата има еден природен сателит само. Сега, они рекол се двојат на активни и на пасивни. Човештвото и развиените земји гледаат што повеќе да испратат повеќе оние пасивни сателити. Тоа се оние сателити кои што имаат за задача да одбијат некаков сигнал и да го пратат кон некој одредено место. Значи, тие сателити се најпрости за најевтини се. Едноставни се, да. Так, и најмалце се расипуваат. И обично, што се прави со овие сателити? Ако првата космичка брзина нели е 7,9, овој сателит се залетува со нешто поголема брзина, значи побрзо да орбитира околу земјата и со тоа да избегне она гравитационо приближување на земјата и што подолг период да трае. Значи, вакви сателити отприлика може да траат, да речеме, и по 20, 30 па и повеќе години. А оние активни сателити што се, значи оние сателити кои што внатре имаат некоја по-софистицирана опрема, значи тие се и подложни на некакви си кварови, да ги речеме, дефекти, значи, што се во Вселената. И сега еден таков дефект чини многу. Дури на некои одредени сателити не вреди ни да се праќа некое летало. Најамбициозен сателит и најамбициозен проект што се било кога пратен од Земјава е Хабловиот вселенски телескоп, значи кој што беше пратен 1990 година. Меѓутоа, одма после тоа се откри на грешка, хроматска аберација кај на самите огледала кај Хабловиот телескоп и декември месец 93 година беше пратен шатл со задача да изврши промена на тие огледала. Значи, сето тоа кошташе многу. Меѓутоа, американците, односно НАСА, вложи огромни средства во овој телескоп, така да она прати и луѓе кои што има едно 2-3 излегување надвор од орбита и кои што ги извршија замена на овој сателит. Замена на тие огледала. Сега што се однесува до староста на овие сателити, вакви активни сателити, значи некаде 10 до 15 години. Значи самиот Хабл требаше некаде рок на трајање му беше до 2005 година. Сега све ова што го работи, оно на некој начин му се продолжува векот на трајање. Меѓутоа најверојатно дека уште 1 до 2-3 години и после тоа ќе најверојатно он ќе заврши као мир што беше спуштен на земјата. Значи ќе заврши во Пацификот отприлика. Значи, рок на трајање на овие активни сателити е некаде од 10 до 15 години. После тоа замира нивниот век на трајање. Верувам дека нашиот слушател е задоволен со овој одговор. Ке придодадам, да речем, уште едно прашање, кога станува збор за сателитите. Постои ли сателит кој што во својата опрема има, да речеме, и некој музички плеер во него? Па, не знам. Не знаеш. Најверојатно би може, мислам, тоа е најмал проблем да се постави. Има или нема, не велам дали е проблем. Нема, па ке го испратиме ние од Радио 2, лансираме горе еден музички сателит во блиска иднина, а сега за сега од нашата режија. Македонско радио, Радио 2.